Преку ова послание се откриваат прилично напнатите односи меѓу Павле и христијаните од Коринт. Некои меѓу нив тешко го навредуваат и ја ставаат под сомнение легитимноста на неговата служба апостол. Но Павле живо се спротиставува, без порекнување, само за да изрази својата љубов кон коринтјаните и неговата желба за измирување. Тоа се посведочува и од неговата радост, кога кај него пристигнуваат добри известувања за Коринт. Глава 7, од 5 до 15 стих. Спомнувајќи ги опасностите на кои самиот треба да им се спротистави, се сеќава на тешкотиите на кои наидува во неговиот однос со коринтјаните и ја истакнува важноста на службата на апостолот, односно пратеникот на Господ Исус Христос. Тој исто така објаснува зошто морал да ја докаже својата строгост во претходното послание и колку тој се радува што таа строгост имала позитивен резултат. Глава 1, 12 стих, до глава 7, 16 стих. Во врска со собирањето на милостивите дарови за подкрепа на христијаните од Јудеја, глава 8 до глава 9, ги повикува коринтјаните да бидат великодушни, зашто и самиот Господ, вели Павле, иако богат, осиромаши поради вас, за да се збогатите и вие преку неговата сиромаштија. Глава 8, 9 стих. Во продолжението на посланието, од глава 10 до 13, забележлива е јасната промена на тонот. Павле жестоко се осврнува кон оние кои го обвинуваат дека не е вистински апостол. Посланието завршува со еден краток заклучок, глава 13, од 11 до 13 стих. Личниот, а понекогаш и возбуден тон на ова послание не треба да не заведува. Апостолот не настојува да ја одбрани својата личност, ниту пак некој сегмент од неговото лично гледиште за кое тој бил посебно нападнат. Ако тој се бори толку цврсто за да се признае неговиот авторитет на апостол, тогаш тоа го прави за да може Евангелието да биде потполно прифатено и Исус вистински признаен за Господ.